81.000 млади во земјава лани потрошиле ваучери за купување домашни производи како дел од антикризните мерки на владата. Сепак, ветените 50 евра по човек не стигнаја секаде каде што требаше. А јас на 200 километри од дома, на 7 во Скопје, студирам, би им помогнале тие пари во овие ситуации. Мерката чинеше 4 милиони евра, но и самите млади велат дека тие пари требало да се поделат на оние на кои им требаат најмногу. Неразумно е само да фрламе пари во оган и таму кај што треба и таму кај што не треба. Картичката Купувам домашно е само една од мерките кои требаше да им помогне на младите во корона криза. Кој и колку виде аеро до станатата помош? Значи, владата не знае каков ефект имале овие мерки, иако ги повторува. Студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје ги отвори вратите и оваа академска година, но за намален број студенти поради пандемијата. И со помалку станари, тој е дом на млади од различни краеви на земјава, запишани на различни факултети. Сите жители на домот спаѓаат во категоријата која доби ваучери од по 3000 денари за домашни производи. А единствен услов да ја добијат платежната картичка било да се млади лица со наполнети 16, но не постари од 29 години, кои учат средно или студираат. Но дали вие добивте некаков ваучер? Лично не добив никаков ваучер. Па не знам, не бев ништо не информирана за тоа. Еден ваучер добивме од 3000 денари, а средното што беше мерки за 6000 не добивме. Па не добив никаков ваучер, немав ни информации за такво нешто. Дали добивте нешто? Не. А се пожаливте? Не. Од оние студенти кои биле дел од универзалната мерка за Купувам домашно, побаравме одговор што може да променат 3000 денари во животот на еден млад човек. Па не може многу, ама за домашни производи углавно. Зашо ги искористив? Не знам. Може не е најсоодветно искористено за патеки, ама тога ми е тоа требало може. Купив тетрадки, така работа првенствено што ми трица на факултет. Без платежни картички останале голем дел од студентите на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Универзитетското студентско собрание со досегашниот лидер Боријан Ефтимов собрало околу 2700 приговори на студенти за неоправдана исклученост од паричната помош. Дел биле прифатени, дел не. Според Ефтимов, 300 студенти само од УКИМ воопшто не се ни обиделе да реагираат. Немаше директна консултација при креирање на мерките. Зошто тоа беше така? Не би можел да знам, меѓутоа целиот процес беше една класична бирократија како се и во државата, со објавување списоци, приговори, одговори по приговорите и така натаму. Меѓутоа се јави група на студенти која не испратила приговор, не верувајќи дека институциите ќе одговорат, па имаше проблеми и не знам дали тие сите добија средства. Освен универзалната мерка од 3000 денари, за младите имаше уште неколку анти-ковид мерки, но патот до тие пари подразбираше неколку услови и апликација. Вкупно, 1524 средношколци од семејства со ниски примања аплицирале за ваучер за прибор. По 3000 денари добиле само 98 апликанти, за што од буџетот се одвоени вкупни 4800 евра. Од студентите од загрозени семејства, вкупно 2886 аплицирале за парична помош за партиципација на факултетите или за домување. Само 972 студенти добиле по 6000 денари по оваа основа, што го чинело буџетот 95.000 евра. Од третиот вид помош до 30.000 денари за IT обуки, одобрени биле 2500 ваучери, а мерката ја искористиле 2136 млади луѓе. Државата од заедничката каса потрошила 772.000 евра. Или, по трите основи за мерки кои биле условени со критериуми и апликација, 3206 млади добиле околу 872.000 евра од буџетот пред се за IT обуки. Ова се единствените сумирани податоци за антиковид мерките за млади до кои успеавме да дојдеме. За одбиените барања, модни одговори дека кандидатите не исполниле дел од условите. Не добивме информација што добиле младите кои, иако се на возраст на училиште, сепак не се дел од образовниот процес. Не добив никаква помош од нивна страна. Студентот Благој Четрошевски од Православниот Богословски факултет не добил ниту од платежните картички што се делеа по автоматизам, ниту за домување за што лично аплицирал. Но решил да не се откажува и за секоја мерка поединечно приговарал.
ниту еден приговор мој поднесен не доби повратно образложение. Ниту еден. Трошевски потекнува од Смилево, од каде моментално следи онлайн настава. Кога мора да е физички присутен на факултет, престојува во студентскиот дом Пелагонија во Скопје. За него, тие 3000 денари се многу важни. Видете, во време на корона сите сме свесни дека финансиските средства во фамилиите и односно дома ни се намалени. Тие 3000 денари за мене би представувале стварно голема помош. За 1000 денари можеш да купиш многу работи во однос на млеко, житарици и слично. Ако ништо друго, барем доручек ќе можеш да си направиш и да поминиш без тие 200 денари кои што би можел да ги дадеш за сендвич или за некој друг оброк во денот. Искрено, на почетокот ми беше многу мило што излегува со таков став дека ќе му се помогне на студентите, дека еднаш барем студентите во некоја работа ќе бидат вклучени и ќе бидат, да кажем, наградени во наводници, ама е многу тажно што поголем број од студентите не добија, а многу мал дел добија. Паралелно, за да им олесни на родителите кои поради хронични заболувања морале да отсуствуваат од работа, Трошевски се обидува да заработи джепарлак во Скопско кафуле. Најве стрикно за таму јас каде што работам, сега е намален капацитетот на гостинели, намален е бакшишот, намалена е дневницата, намалено е работно време и стварно е малце зафркнато. Ама сега, реално, да даваме пакети за помош и тие истите да ги користиме ние за да се купиме патики или тренерки, а некој нема стварно онака да се купи за јадење на вечери, да гладува, да седи со празен стомак на 200 кусур од километри од дома е малце безсмислено. Колкав дел од младите биле опфатени со антикризната помош, се обиделе да дознаат и од невладината истражувачка организација Реактор. Истражувачите поминале макотрпен процес за да го пресметаат аерот од владините мерки. Не сме сигурни ниту пак дали државата знае колку млади примиле, а со тоа и да стигнеме до одговорот колку млади биле изоставени од ваквите мерки. Бидејќи самата држава не ги гледа младите на тој начин, значи не ги сегрегира податоците. На влада, односно државните институции, она што ги интересира е дека сте ја добиле помошта, не ги интересира какви се условите, што може да се подобри и слично. Така што е навистина тешко да се многу лични приказни произлегуваат од целокупна пристап на владата, но генералната е дека за жал најголем ефект од кризата ги почувствува младите. Владата помислила и на младинските невладини организации. По нејасни критериуми, извршната власт контактирала со 100 вакви организации и на крај одлучила да им помогне на 50 преку исплата на минимални плати за вработените. Од тие 50 организации, неколку ја одбиле помошта, како на пример Реактор. На крајот, 250 млади вработени во 42 невладини организации добиле неколку месечна минимална плата, што државниот буџет го чинело 163.000 евра. Она што е важно е да имаме на ум дека ваквиот процес требаше можеби да биде и поотворен, односно потранспарентен. Не владата да бара младински организации, туку да отвори повик за стварно оние организации кои што се во финансиска неволја. Од документите само се барашно колку вработени има организацијата. Млади по години од кризата може да се бараат и во останатите категории како спортски работници, уметници, работници во сите сектори, но и сопственици на бизниси. Тие влегуваат во други групи на кои им следува помош, како за повремена исплата на минималната плата во бизнисот со пари од буџетот. Но колку навистина биле опфатени, нема јавно достапна анализа. Марија Јовановска од Скопје е таков пример на млада бизнисменка, сопственичка на туристичка агенција со 5 вработени, чиј бизнис е на стендбај. Добиле неколку месечно покритие од државата за минимални плати и дополнителни 7.000 евра од помошта за туристичките агенции. Ние практично со тие неколку плати што веќе ги имаме пуштено од фирмите, тие 7.000 евра ги покриваат тие. Што ќе се случува во перспектива, нема никаква најава. Јовановска во бизнисот има 2 пропаднати туристички сезони, и зимска и летна, но сака да го задржи компактниот работен тим. Значи во исто време плаќаме кредит, размислуваме како да ја пуштиме платата за февруари кога 0 денари имаме заработено за тој месец, а нели законот е дека и секако нели
сакаме да барем минимална плата да им овозможиме на вработените, но секој ден да размислуваме како и не наоѓаме решение. 360 степени побара податоци од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики за опфатот и успешноста на економските антикризни мерки кај младите до 29 години. Ни ветија, но не ни одговорија. Релевантни домашни истражувања веќе покажаа дека младите го претрпеа најголемиот економски удар од почетокот на пандемијата. Тие беа први на листите за отпуштање или за намалување на платата. Во отсуство на диалог, младите јавно порачуваат дека ако некој воопшто размислува за едни мерки, да не се доделува паушална помош, туку парите да завршат кај оние на кои им се најпотребни. Да се замине од тој пристап на чадор политики, односно на обид сите да се опфатат со одредени мерки, бидејќи можеме да заклучиме дека младите се оние кои што ги почувствува најмногу ефектите од кризата. Втората работа е дека навистина треба и младински организации да седат на иста маса кога се креираат политиките за млади и мерките за млади, бидејќи од оно што можеме да го видиме и генерално како граѓански сектор, владата многу повеќе се концентрира на спасување на работодавачите, отколку на самите луѓе и млади. Ние можеме да бараме и по 100.000 евра за секој студент, меѓутоа мора да ја знаеме реалната ситуација и до каде сме расположени, за да знаеме што и како да постапиме. Нашето најголемо барање беше да се таргетираат најпогодените слоеви. Во иднина препорачуваме, препорачувам лично, веќе не сум председател, меѓутоа да се таргетираат оние кои им е непотребно.